Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Добре дојдовте во Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, македонска делегација во Вашингтон го споредува работењето на собраниските комисии. Но најпрвин одиме со вестите што ги полнат насловните страници во САД. Конференција против сидата во главниот град. Ромни отвори нов фронт против Обама на дворешната политика. Леброн Джеймс и колегите од NBA подобри од Шпанија на контролниот надпревар пред Олимпијадата. Илјадници учесници на меѓународната конференција против сидата во Вашингтон веќе четврти ден расправаат како да најдат лек. Истражувачот Хавиер Мартинес Пикадо од Шпанија рече дека научниците се фокусираат на два начина: истребување на вирусот од телото на заразениот и поттикнување на телото да го контролира вирусот. Американскиот заменик секретар за здравство Хауард Кол најави дека земјата планира да го намали бројот на заразени за 25% во наредните 3 години. Голема напнатост во Ананхеим, Калифорнија, на 50 километри од Лос Анџелес. Полицијата уапси најмалку 5 лица, откако најпрвин не им дозволи на демонстрантите да влезат на состанокот на градските татковци, а протестот се претвори во насилен. Властите расправаа за серијата оружени инциденти во кои загинаа 5 лица, а во кои беше инволвирана полицијата. Градоначалникот Том Тейт наложи истрага. На дворешната политика нов фронт во кампањата за председателските избори. Републиканскиот предизвикувач Мит Ромни пред публика од воени ветерани го обвини председателот Барак Обама дека не зазел цврст став кон Кина, Русија и Иран, но и дека немал доволна подршка за Израел. Обама пак го акцентираше својот надворешно политички учинок, укажувајќи на завршувањето на армиската вклученост во Ирак и планот за крај на борбените действија во Авганистан, а се пофали со серија успеси во борбата против Ал-Каида. Леброн Джеймс и колегите од NBA во контролен надпревар пред Олимпијадата во Лондон подобри од селекцијата на Шпанија 178. Американците особено пленија со одлични додавања и убоити контранапади. Македонски пратеници на покана на Конгресот, Националниот демократски институт и Меѓународниот републикански институт во Вашингтон разменуваат искуства за функционирањето на собраниските комисии. Во прилогот на колегата Јане Бојаджиевски влечат паралела за работењето во собранието и на Капитол Хил. Еднонеделната обука во Американскиот конгрес за раководењето со комисиите во законодавното тело беше можност за 6 председатели на парламентарни комисии од Македонија: Илија Димовски, Александар Спасеновски од ВМРО ДПМН, Реджаил Исмаили од ДУИ, Цветанка Иванова и Маријан Николов од СДСМ и независната пратеничка Ленче Николовска, да надоградат на искуството за методите и функционирањето на комисиите како значаен сегмент на парламентарната пракса. Начините на сослушување, на овие јавните сослушувања, надзорните расправи, кои што ние сме на самиот почеток на нивно имплементирање во Македонија, ќе ни помогнат многу во начинот како парламентот ќе има контролата врз спроведување на политиките во државата. Разговараме за истражувачкиот центар на Конгресот, кај нас треба да се формира парламентарен институт кој би бил некоја форма како што е истражувачкиот центар на Американскиот конгрес. Ефектот од овие расправи е повеќе медиумски, значи се запознаваат граѓаните за какви прекршувања на закон или селективност во извршувањето на законите кај нас. Собранието при надзорните расправи е орган, да кажам, кој не треба да потпаѓа под влијание да ја зема улогата на судот или нешто друго. Мислам дека има услови да се примени во Македонија, затоа што со тоа ќе покажеме дека веќе парламентот потребно е и мора да си ја врши уставната надлежност за контрола над извршната власт. Паралелно со основните цели на оваа посета, мислам дека се остварува една многу друга важна цел за Република Македонија. Тоа е повторното воспоставување и развој на односите помеѓу членовите на Македонскиот парламент и членовите на Американскиот конгрес. Народните избраници од власт и опозицијата, барем во Вашингтон, беа согласни дека се враќаат со корисни впечатоци од луката на модерната демократија, што се надеваат ќе им помогнат во соработката во пратеничките клупи. Престојот во Вашингтон за македонските пратеници од власт и од опозицијата беше можност да ги споделат начините за функционирање на собраниските комисии, со оние во Република Македонија и овие во Конгресот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
И додека научниците, политичарите и активистите деновиве на конференција во центарот на Вашингтон бараат најдобар начин да се справат со сидата, театарска представа неколку улици подолу, овенчана со престижната награда Тони, не враќа во првите денови на епидемијата. Погледнете. Представата "Нормално срце" деновиве ја полни салата на театарот Арена Стейдж. Патрик Брин го игра главниот лик Нет Викс. Представата е за првите години на епидемијата на сидата во Њујорк, кога болеста уште немаше име. Ја вика болест на имуниот систем што напаѓа главно мажи хомосексуалци. Ликот на Викс се базира на авторот на драмата Лари Крамер. Тој е коосновач на организацијата за помош на жртвите на сида, но не беше многу омилен меѓу оние од кои побарал помош. We've been trying to see the mayor for 14 months. It has taken us 1 year just to get this meeting with you, and you are 1 hour and 45 minutes late. He was not a pleasant guy. People who were in the organization said it. He just yelled, he made them cry. Познат по огнениот стил. Велел, не правите доволно, не помагате. I am furious with you! Брин мисли дека лутината на Крамер била неопходна. Because for the most part, без тоа би го игнорирале. Така функционира политиката, администрацијата. Крамер е основач на ACT UP, граѓанско здружение што влијаело на промена на начинот на кој биле третирани жртвите на сидата. Представата е поглед на патот минат од појавувањето на сидата до денес, кога постои реален оптимизам дека болеста ќе биде победена. А утре во Newsflash, патот од фармата до домашната трпеза може да биде мошнедолг, освен доколку фармата не ја преселите во сопствениот двор. За ова во утрешната емисија. Утре во Newsflash, мисли глобално, одгледувај локално. Храната од локално производство, поголем избор, посвежа, поздрава. За ова во четврток во Newsflash. Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Останете со нас и по емисијата. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com или станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер.